Видите, Македонија се сочува со период кој што е карактеристичен по тоа што се наоѓа после избори со една голема изборна измама. Луѓето се чувствуваат измамени. Ние имаме период во кој што без малку 60 дена, 2 месеци, илјадници граѓани се на улица протестирајќи против изборната измама што им се случи. Оние партии кои што ја направија таа измама, предводени од СДСМ, очигледно се уште не можат да го препознаат работот на граѓаните, незадоволството и очигледните протести со кои што се бара таа изборна измама да се тргне од маса. Како што видовме пред некој ден, граѓаните веќе ги преформулираат своите барања. Тие сваќаат дека Зоран Заев не може да се откаже од тиранската платформа, дека ја има превземено, дека има дадено црсти ветувања. Практично дека можеби е уценет или на некој начин нема излез и затоа претпоставувам се преформулира нивното барање во барање на предвремени избори. Партијата ВМРО ДПМН и коалиционите партнери на ВМРО тоа го побаравме уште кон крајот на јануари. Ако тогаш СДСМ и нивните коалициони партнери го прифатеа, сега веќе ќе имавме избори и ќе завршеше кризата. Сакам да потенцирам дека кога една партија ќе излезе на избори, ќе каже едно, а потоа ќе направи друго, и со тоа ќе направи крупна изборна измама, треба да очекува дека ќе се соочи со ревотот на граѓаните и тоа и се случува на Македонија, тоа се случува на СДСМ и затоа кризата е пролонгирана. Од овие причини, уште еднаш потврдувам дека најдобар излез од оваа ситуација е да се оди на веднаш на брзи предвремени парламентарни избори, заедно со редовните, планираните локални избори, кои што патем речено заради чековите на СДСМ се одложија. И потоа, нека излезат тие со она што го нудат, нека излезат со она што го прифатиле, со тиранската платформа, со се што сакаат, ако граѓаните тоа им го одобрат, ако добијат мнозинство гласови, нека направат влада и нека го исполнат тоа што го наумиле и тоа што очигледно некаде го ветиле. Тоа е барањето на граѓаните во овие нивни ревоти што ги изразуваат и навистина никогаш досега не се случило толку многу долги и толку многу големи протести на граѓани низ цела Македонија. Речи си 60 дена. Меѓу 100 и 200 илјади граѓани секој ден маршираат низ улиците во 30 на градови на Македонија. Тоа е нешто за што опозицијата, односно СДСМ и партиите со неа треба да се замислат и треба да излезат во пресред на народот, во пресред на граѓаните, бидејќи на крајот на краиштата тие се тие кои што не само во декември и во иднина треба да гласаат во Македонија и да даваат подршки на една или на друга партија. Треба да внимаваат што прават, бидејќи ќе има и други избори во иднина. Ако сега вака се однесуваат со граѓаните, со изборна измама и со игнорирање на граѓаните и нивниот револт, тоа ќе ги чини многу скапо и во иднина и во сите наредни изборни циклуси.